Па ајде, добре дојдовте во новогодишното издание на Анекта. Овој пат подкастот Анекта предлага да завршиме годинава со двајца колеги, со двајца луѓе што исто колку мене кога имаат време, сакаат да читаат, да гледаат серии и филмови. Прво да ве прашам како сте. Одлично. По светкиве се приметува. Да, кога рече ајде добре дојдовте во ова новогодишно издание, сакав да имам светки вака враци да направам. Сега сме као на оние новогодишните забави што ги снимаат цела година, па вртиш на различни канали и гледаш како наздравуваат. Ви текнеме на ајде, новогодишната живели. Да. Ајде 9-10 како? Ајде. Да. И чекаш од некаде Благица Павловска да ти излезе вака Меѓу масите. Кутија некаде. И некоја дајре од некаде. Да, нормално дајре секако. Тоа знаеш како велат за Florence and the Machine, вели дајре секогаш чувам вика во купатило за во случај додека се туширам да не почне Florence and the Machine. Ке се опремевме да знаевме дека сте така расположени. Што има последниот период ново кај вас? Што нема? Ова знаеш како нема некој да видиш 10 години, што има ново, па од кај да почнам? Вака крај на Исто и година. соговорниците не би знаат кога да почнат. Ајде, еве ти, затоа што некако последниот период така имаш. Јас сум во пензија, кај мене нема ништо ново. Освен што сум во пензија. Како се справувате со роковите и стресот и крај на светот секој декември? Никако. Мислам, види со оглед на тоа дека веќе имаме поминато неколку судни денови и апокалипси најавени од мај, и од календари, и од останати Еднаш во 100 години, како приказни. биш? Да, еднаш во 100 години, еднаш на 1000 години. Мислам дека супер се справуваме. Не се справуваме. Да, ова Мене тоа од секогаш ми било, извини, од секогаш ми било чудно зошто мора да стигне декември и да биде крај на светот, а претходно на пример преку летен период сите сме свесни дека да има настани, има случувања, ама некако така, како зимскиот сон да е во лето. Ама добро еве, ноември, декември имаме валјда кондиција. Па да почнеме на темата сега, зашто свативме дека со стресот не се справуваме никако, ова не е подкаст за позитивност и self-love. Што гледате секогаш за празници, па потоа ќе преминеме на предлози за нови серии, филмови и книги. Што ви се филмови или емисии или нешто што секој зимски распуст си го пуштате? Јас Енџи дојде со торба. Да. Така Јас некој додам Да. спремна. Бубалица. Класична ужас. За серии и филмови, некако танцот, покрај другиве работи, танцот ми е исто така една голема љубов. Па обрнува внимание на филмови и на серии во кои што нормално фокусот е на танцот. Ова ми е новитет. О мај гаш, уху! Многу добро. Да, Слушам. па не знам, некако сега ова многу ме нервира кога треба да се спомне, ама добро, затоа што некако и порано почнав и со хип-хопот едно време кога се занимавав. Ми се допаѓаше и сето тоа, нели, значењето и таа заедница, и културата, и сето тоа што носи. Така што можда тоа станало негде длабоко, па затоа и предлозите вака на пример и за книгите дури после кога ќе зборуваме, можеби од таму потекнува сето тоа, барем за мене. Што се однесува за филмови, иако е доста класичен, мене ми се допаѓа Dirty Dancing. Пред некое време, тоест пред некоја година, излезе и документарец, односно како серија за одредени филмови, нели The Movies That Made Us. Првата епизода беше баш конкретно за овој Одеше филм. на Netflix, нели? Да. Имаше 10 некаде. Имаше и Така. неколку сезони. Првата епизода беше токму за ова и баш е интересно, мислам, мене и тоа ми е интересното, нели, кога некој проект со многу помалку буџет ќе се разви и ќе достигне и еден таков бум и ќе израсне во еден таков филм, но исто така и со награди, мислам, сега да не, нели, да не го раскажуваме, сите веќе сме го гледале. Со сите тие награди што се добиени, е сега кога станува збор за позадината и сето тоа како се снимало, тоа е многу интересно затоа што нели се немало буџет, одбираат една локација која што е настрана од се.
Тука имаме сега не е нели како останатите филмови, да речеме, кога станува збор за ваков тип, туку ангажирање на кореограф, правење на музика и сето тоа дали ќе биде, нема да биде, па колку глумците се подготвени или не подготвени за истото. Дури во таа прва епизода ми се допаѓа некои детали кои што ги открива, па тоа како ги бирале глумците. Така што е главниот машки лик како е одбран, дека нели она гледале само очи, мислам сценаристката барала само одредени очи кои што ќе се допаѓаат на пример. За отпосле да дознаа дека станува збор нели за професионален танчер и многу кој што потекнува, дури мајка му е професионална танчерка и работи со деца во Тексас, така што ете некогаш некои работи се вклопуваат, коцките се местат онага како што треба. Дури и за беби, нели, дека всушност да, не била нешто многу по танцов, иако многу се трудела и се занимавала со танц, но приватно, но сепак тие некои, ми се баш симпатични тие делови, кои што нивните несогласувања за време на филмот, всушност се пресликани во самиот филм, дека тој и се барало, така што задржани таа некоја автентичност. Така што, ете, тоа мене ми е некоја на топла препорака за она од другата страна, што има, што нели на прва ни се покажува на нас. Туку отпосле ги откриваме некои детали. И како јас после анализава да кажам за празници дека за оне Замфирова е. Па добро, тоа таму никаде 8 јануари. Целосно го преформулирам својот одговор моментално, додека Јас немав толку време. Па не се договоривме, бе, леле. Немав толку време. Спремила овде. Не, надврзувајќи се да речеме на незиното, кога сме кај филмови поврзани со танц и со музика конкретно, за разлика од незините интереси кон танцот, моите се најмногу, ако гледам од тој аспект, кон мюзиклите. И еден можеби што го имам прегледано неколку пати како филм, што нема слоеви во таква форма како што има Вулканиот танц. Е, да речеме Hairspray и класик. Да, и The Greatest Showman, затоа што кај мюзиклите од друга страна, да речеме, ова се повеселите аспекти. Иако, мислам, има трагични приказни испреплетени внатре, но, например, тоа е од едната страна. Од другата страна се, да речеме, бурлеска, Чикаго, бурлеска со Шер, Чикаго и Кабаре со Лајза Минели, кои што се сосема друга спротивност, но сепак е и тоа мюзикл. Мюзиклите, да речеме, од секогаш, тоа и по хороскоп ми пишува, дека биковите најмногу се чистат енергетски преку музика, преку уметност и слично. И мюзиклите од секогаш ми придонесувале во расположението, значи буквално можат да ми го сменат расположението за 3 минути додека трае една композиција. И дури голем дел и наизуст ги знам, дури и во самите текстови на одредени песни, пронаоѓам одредени поуки или насоки за секојдневното живење. Да речеме, додека бев во Соединетите Американски држави, со оглед на тоа дека живеењето таму навистина е со огромни предизвици и поприлично тешко. Мислам, она што го гледате по филмовите и по сериите само таму за сад е само на филмовите и сериите. Тоа не е ниту Netflix серија, ниту Холивуд филм. И имаше, например, песни кои што навистина ми помогнаа да го пребродам сето тоа многу полесно. Одејќи на работа, пејќи си ги, значи буквално во таа форма. Ако очекуваше дека или Енджи или јас ќе ти кажеме дека гледаме ромком Крисмас филмови и серии, мислам дека грешна публика. Мислам, грешни гости си одбрала. Успеа сега со една реченица и публиката и на мене да ми кажеш. Не, се зезам, веќе кога јас спомнам. Ама не можам да ти посочам ниту една, бидејќи само ќе ти речам Холмарк. Тоа е. Имаше сега дури еден дечко што имаше као цело сценарио напишано и во 3 минути сумирано што во тие филмови се случува. Прекрасно. И тоа се тие филмови 10-20 години. Бидејќи јас спомнам Лајза Минели, јас сум се во некој
Бидејќи имаме слободно време некогаш и по 4 часот се стемнува, да сум во тој филм дека би сакала со временска машина да се вратам и да излегувам во студио 54. Life is a cat. Па замисли ли као Бјанка на Мик Джегер жена му со коњ да можеш да влезеш. Така. Да, Леди Годайва. Колку би било тоа интересно и баш ја земав книгата бидејќи немав никогаш прочитано, Збогум Берлин, по кој уствари направен нели филмот, така што може тоа ќе правам за празници и ќе го изгледам филмот повторно затоа што е еден од филмовите. Не сакам јас толку мюзикли, ама Лајза Минели може да ја гледам дури на реклами ако снима и има снимено, бидејќи ми е така една од поомилените холивудски личности. За ромком не може ни мене да ми текне, искрено да ви кажам, зашто се истите. Тоа дури сакам да кажам како насловите се исто, слични. да. Како Онак. исто сценарио, само така по некој различен режисер. Го пушташ да заспиеш пред глумци. телевизор. Ромком, мене тоа ми е прекрасно. Миеш садови, пушташ ромком, не гледаш, не слушаш. Тоа ти е како повозрастните генерации што мора постојано да им, како вели, да им свети, да им врти телевизорот. Да, Да, им да, нешто се во слуша позадина. нешто. да постои, да нема тишина. Напротив, мене например тишината ми е прекрасна и некогаш навистина ми е потребна, освен си купив пред некој месец екстра винтидж радио, ќе речев за малку екстра вирџин, екстра, бидејќи на маслиново масло, тоа е сега е фаза на готвење нели во овој период. Значи превинтидж радио, со се антена, со се чуда, со се местење, ама кое што има и Bluetooth, и USB, и излез за слушалки. И на него джез радио по цел ден. И така пуцкета дека е старинско, предобро. Ај ќе те прашам после кај си го купил или да направиме реклама. Нема веќе. Нема веќе. Ова знаеш како другарка која ќе прашаш базата колку ти е убаво, од кај ти ја нема веќе последен број Последното беше. дури Или беше ми го малку и подарија. оштетено, па ми го симнаа за 2000 денари. Ама работи, што има во Оштетено беше во изгледот. Тоа веројатно само ти забележуваш и некој што Сега веќе многу- ни јас. Знаеш, дома кога ти е нешто навикнуваш. Да, тоа исто мене ми се има случајно со фенот дома, кога си ја сушам косата со фенот и приметам после некое време дека леле јас фенот го имам 10 години, така некое. Ама Ретроспекција сочуване. си правам, ама сочуване. Не, добро. Мене ми го дадоа сочуване. И од друга перспектива, тоа е машката перцепција. Знаеш, кога на сопругот му велиш поправи ја чешмата и тој ти вели сега и не мора да го брзаш човекот, ќе ја поправи за 6 месеци. Па дали и Не, тогаш. не забележуваат во суштина, не забележуваме дека некои работи треба дома да се поправат. Ете, уште една порака за подкастов. За повеќе информации. Одбегнувајте ромком и средувајте ги работите кои ќе ви кажат. Така е, На време. така е. Добра, например, од некои класици, не се тие класици, ами јас, например, да Holiday сакам да си го гледам и тој не е сега нешто да паднеш во несвест дека какви скриени пораки има, ама Holiday сакам да си го гледам за празниците, нели, кога Кейт Уинслет со не ми текно името на другава актерка, си ги менуваат домовите. И на крај нели сите се сакаат среќно си живеат и се зимаат на крајот. Го немате ни тоа гледано? Имено 20-30 followers да изгубам. Home Alone исто Исто, така. само што сакам, во моментов сакам Home Alone да го спомнам, бидејќи вака седам за Холиди и Да. вртам во главата. Да си станам Што? ако нешто Што мислите. зборува? Кој Холидеј? Да, Home Alone, добро, тоа е веќе класика. Добро, идеше на телевизија со години, не Уште ќе репрезираат одим. уште, пошто Да. кој Сега се снима втор дел. немаше тој 2 дела, Не, сега не, се не, ремейк не, не, некој се па- снима. Првиот, така е, втор дел имаше, сега се снима нов со Меколи Калкин и со, како се викаше мајка му, глумицата. Ке снимаат денес. Значи 30 години подоцна. Па ќе остане сам дома? Веројатно да. Или дете ќе остаи само дома, нешто така Не иде знам. следов. Не знам, го Иве, немам во прашано. iščekување ама сме. по добри информации ќе ти Немам кажам. Само прочитав информација. Ова е дека- неофицијална. Не, не, Бидејќи ти официјално обично е дека се снима. Бидејќи ти обично имаш информации, никој што ги нема, се сеќам на претходниот подкаст од неговите, нели,
неговата позната емисија што одеше на TV24, каде што не знам од каде ти текнуваат такви информации, уште информацијата за тоа фондот колку рефундира, да. доколку нели ти Извадат орган. извадат орган. И затоа може би знаеш, пошто само мислам дека ти имаш способност да складираш такви информации. Да, затоа другарите ме избегнуваат кога ќе почнем fun facts with Огнен. Да, ми велат, аха, ивака. Не заради друго. Добро е што не си одат, што не стануваат. Не заради друго. Ги памтам. Не е проблем што ги споделува. Проблемот е што и ние ги памтиме. Селави. Могите на професионална. убедување. Па не знам дали е тоа професионална деформација, тоа мислам дека има име Огнен, се вика. Сигурно има некој дел од спектарот на некакви нарушувања или состојби. Во однос на филмови за празници, класиката се разбира Хари Потер е неодминлива. Не, добро. Поделени. Што рече, дека Сега беше сме- во хороскоп? Сега сме како анкета, значи на улица граѓаните се поделени мислења. Кога немаш што да правиш прилог, оди вика на улица да разбиеш нешто. Дел од нив. Се осеќам подкастов дека ајде да снимиме подкаст да разбијам нешто. Да разбијам нешто. Да бе, Хари Потер, зошто да не? Сите делови си ги пушташ или имаш некој омилен? Не, сега за волја на вистината до Многу се. The Goblet of Fire, значи до тука се светлите, позитивните, магичните, после веќе се е црнила од како ќе пораснат. Тие не се многу, тие се за после во јануари, кога платата веќе ти е потрошена во декември, јануарска. Да. Но тогаш седиш и ги гледаш тие црнила и се добиваш оптимизам дека и ти ќе го победиш Волдеморт на твојата економија. Да, минусот у банка. Кога би имал волшебно стапче? Да, иначе Хари Потер, да, тоа е класиката. Или Господар на прстените. Да. Да. Тоа се обично луѓето и за тоа граѓаните поделени, ма јас и двата серијали сакам да ги гледам. Да. И мислам, сосема се различни, ама нели обично имаш луѓе што едниот го сакат или другиот. А да, тоа повеќе. е многу интересно. Тоа ти е како со Samsung и Apple, Android и Да, Apple. Да, едните ги мразат другите и обратно. Душе добро, ви од Apple ги мразат и од Android. Ние од Android имавме со сите Со може и полната работи. батерија. За меморијата и се друго. и со сите предиспозиции кои што ги имаме, ама добро, за неколку години ќе добијат и тие. Да, така е и Хари Потер и Господар на прстените. А ти кој тим си? Па, како го кажува второ, може би повеќе за Господар на прстените. Сепак. Значи ти си Apple, сепак. Ме Вие прочита. таму разбираш. Вие таму со Хари Потер, Samsung што имате. Да. А она балансира тука некаде. Па јас и до двата уреда ги имам користено, така што Таа е Волтер Айзаксон, писателот на биографиите на Стив Джобс и на другите, така што да. немој за празниците ќе ми обие некој дома, само трошок ќе има. Не дека има што да И земат. тоа е стандарден прилог. Доколку патувате Не надвор од објавувајте домот, каде не сте. објавувајте каде сте, не дадете клуч на соседите некој да проверува, нели? И не кажувајте што имате по дома. А и луѓето како мене што сакаат Зона Замфирова да гледат Ивкова слава, гледајте ја. Упорна е со Зона Слободно. Замфирова. Да, Упорна е. ако, газ. А поноќ? Не, сега толку збориме за класици. Кога сме виќе кои класиците, гледате Ивкова слава, да не мислат тука луѓе култур фашизам нешто Да ново. ти кажам нешто. Класици на која генерација? На која сака? класика за празници на претходните генерации е Бен Хур. Ти знаеш ли дека 11 Оскари има земено? Не, види вака. Не, види да ти Знам, кажам. види да ти кажам. Бен Хур 11 Оскари има земено. Различна публика има. И после ти им викаш, да, ама и Титаник исто така. Ама добро, тоа се други генерации, па ти си сега со Ивкова слава. Ма со Ивкова Следна слава генерација. можеме да се идентификуваме. Сега е време на празници, на слави. Така Ние е. како народ сме и доста гостопримливи и многу сакаме да одиме по гости. Си јадеме за Си јадеме и тоа е од вистинска приказна дека дома некој може да ти остане 3 дена, па и као порака да го кажеме на гледачите, дека 3 дена на гости веќе не се оди, тоа е само на филм. Сваког госта 3 дана доста.
може да се зипува и во еден ден. Може и во Од еден сабота ден до вечер, да. да се зипува. Виенски концерт гледате ли на први? Да. Да, тоа да. Да. И па сега, нели, се надоврзуваме на ова од претходнова, да, секогаш да и дури некако навика се, не знам дали тоа несвесно доаѓа, знаеме дека нели тоа и се емитува и на телевизија и на се, ама секогаш си одстапувам простор за нешто такво. Морам да ти признам, пред 2 години, само што заврши виенскиот концерт на први, веднаш седнав за да се обидам да купам карти за виенскиот концерт следната година. Со надеж дека, ете, нова година во Виена би ја славил. Се беше распродадено за наредните 2. Толку? Што, Така што Толку е телевизор туритов. не е, да речеш, лоша идеја. супер, одлична А идеја. скапи ли се картите, а никош не сум пуштила да видам. А, Скапи сега, нели што Добро, пред инфлацијата, Види пред инфлација. види да ти кажам, пред инфлацијата, види вака. Напред и потоа. Да, не. Тогаш јас кога гледав некаде, бидејќи во короната сите добивавме фасцинантни идеи за се што не сме оствариле во животот, она како бакет лист имаш и ајде, сега, брзински одма. Имаше карти, например, од 50 до 70 евра во галериите таму горе или позади последниот ред. Не во Па последниот добро, ред. тоа за концерт е... Не во последниот ред. Позади последниот ред на стоење. Ама пак мора да си со дрескот официјален. Добро да влезам си важно внатре. Ќе ставиш стори. Прекрасно. Например, првите 10 реда, мислам дека се за луѓе кои што имаат купено карти на предплата со години во однос на филхармонијата. И тоа се сите оние повозрасни и позрели луѓе во години. Има од 200 до 300 евра. Сега не знам, сега сигурно се поскапени. Добро, ама во однос на други концерти низ Европа, цените се тие, не е нешто многу повеќе. Да. Што би ти се чинело, например, дека е многу. Да. И среќа имаме до таму директен лет некој, ако некогаш успел. Имаме, уште ли го кина? Не Немој. Не памтам, веќе многу ги сменија летовите. Тој Ама мислам дека е- е... има. Добратислава секако имаме, Да, па оттаму до таму, со да. Фликсбас, Одма се една стига. мала реклама. Да, за или со 45 минути. или со воз, нели цивилизираните земји имаат воз. И ние имаме воз, само не работи. Какво хехенце беше како види Старинско. ова во Во моје време, мислам за војно вистината, во моје време стварно си имам возено од Скопје до Прилеп 7,5 часа на минус 15. Барем си се возел. Какво беше чувството? Но не стоевме. Се движевме 7,5 часа. Скопје Прилеп. Возот в снег. Со отворен прозорец на минус 15. Снег ми врнеше вака. Затоа ти кажа возот в снег, уште да сте заглавеле негде. Така беше заглавија децата. Да не ја должи. Во моје време, кога одевме во училиште, Да, трчав. Преку Да, одма ги гледаш. планина, 2 Замислуваш што? километри. Прејако. Сега децава се на тацна. и пак не учат. Добро, оваа меѓугенерацијска зајадливост и меѓугенерацијско посрамотување да го оставиме настрана. Да, зашо некој нас ке не гледа, ке вика, во моје време, овие сега најдоа, секој Да. камера купи. Види ги овие остареле, па уште се трудат подкасти да прават. И да бидат смешни. Па пишав и да позади тебе, аман од подкасти. Не, па, тоа е. Вистина. Што гледавте периодов од серии Како го филмови? држеше кафево? Мислев ќе загледа Кога рече, нешто. Што гледавте? И вака, реков, што прави со кафе? Може ќе видам Почна што ви да сте гледа на гледали. кафе. Ајде, боцнете по една На желба. кафе со анекта. Немој тоа ќе ме... Знаеш како одат законите, кодексите, ти си по тела ќе ме укинете, не мора да толку додиме. Нема да те укинеме, само ќе препорачаме укинување. Ние Препорака. препорачуваме, ние не укинуваме. Не, јас да си се заштитам пред да си се заштитам и да се заштитам пред време. Ние правиме, ти кажувам, свекрво се ќава и се снао. Да, затоа понастрана. Депо настранично. Нама, Не се гревам ова, не си викнат за тоа. не знам. Да не ми Не стаса ми е честитка од советна чест. Никогаш не би знаела.
Ајде, добро, сега малце сериозно. Да, ти толку За- имаше спремано, мислам дека Не, да ти концептот се ти го навратам на- срушевме. На темата? Ве молам на темата. Да, ти си тука за ред стање. Ке ве Ако исклучам. не, ке ни исклучат од режи. Намалете го. Не, од режија системот автоматски. Така Поминуваа 2 кажуваш. минути и с компјутерски се гасеше. Сум живеела во заблуда. Да. Повелете на А, темата. Енџи, те ви молам благодарам учењето многу да за не ти- отстапениот. Па да се знае Падне кај сум во- завршила средно. Да не ти падне во вода толку спремно. Не, дека ова. Беше сама последно- вака списува. Доста. Нека зборува. Да попуни простор. Да разбие. Не е ново тоа нешто за Флибек, ама ми се допаѓа актерската игра, начинот и на тоа сето нели како е снимано, и сценаријата. Мислам дека Фиби е една многу откачана глумица и дека ни требаат баш многу повеќе и глумци и глумици како не е и пошироко, не само таму каде што е таа стационирана. Така што некако тоа кршење нели на оној еден друг ѕид, мене како се потргна. Многу ми се допаѓа баш поради тоа што е специфична. И е нешто несекојдневно и поразлично нели од она што сме навикнати да го гледаме. А од друга страна, затоа што нели јас сум од тие што анализираат и подготовката и процесот и секако течело и било, предпоставувам дека е премногу тешко затоа што нели треба да се прво кога се снима, знаеме нели екипи и се тоа колку се големи, да мислиш на односот со партнерот кој што ти е во сцената, плюс да имаш и една дистанца од сето тоа, па да се обратиш на една друга публика, на публиката сепак. Така што мислам дека е тоа потешко и за работа, зашто би требало нели за и да се навикне и публиката, затоа што мислам дека и публиката нормална. Можеби не сите би прифатиле некој таков начин, ама ете ја тоа би го издвоила, баш поради таа откаченост. Ќе дадеш ли мал тизер за тоа за што точно се работи? Тоа ми пишуваа луѓе, јас многу откривам премногу, ама ти ако можеш да не откриеш зашто е дејството. Не до крај, не мора расплетот, Сега мајка да ми ти каже порано или да ми не ти вика. каже? Не да ми каже, Ја ама не да, сватив. да ми каже, ама Па затоа се смешкам нешто. да ми кажеш, ама не мора да го раскажеш целото. Ајде вака, можеме ги редови за да не биде за Да ми ги откривање. редови, Кажи јас ми дека- откривам се. Кажи ми дека си македонец без да ми кажеш дека си македонец. Надако јас на мајка ми за книга ќе чита она, јас ја зимав пусликам. Не мора да ми кажеш друго, само кажи ми на крај, мајка или не ли е. И она веќе ја напнав многу и вика не е. И кога земав да плачам, па зошто ми кажа така да не бидите одора, ако може се контра тоа да раскажеш. Ајде еве да се обидеме. Значи, главниот лик живее во една средина, нема да откриеме која, ќе откриете сами. И сега сите тие соочувања, например, со реалноста, дали може би прифаќа или не прифаќа, дали собира храброст или не собира за да се смени потполно, како што може би средината налага. Ај, доволно е. А каде Затоа што може тие да се некако гледа? детални. Јас ја гледав на Netflix. Колку сезони има или уште се снима, уште има? Не се снима, има неофицијални извори говорат дека се поставува прашање дали следната година би се снимало нешто ново, но сега за сега се вели дека нема да се снима. За сега има 2 сезони. А завршува, нема да те прашам како завршува, само ова. Дали може и да заврши со втората сезона или остава простор да Секогаш мислиш дека може да се сними нова сезона? Остава простор и баш поради тоа некако уште толку ме привлече, уште има освој на прв поглед, затоа што и кога завршува првата сезона, завршува така некако помеѓу. Затоа што остава простор нели и ти да се запрашаш што понатаму и како, а и да заврши онага како што завршило досега, мислам дека е баш откачено. Супер, јас ја немам гледано. Многу е Ќе добро. ставиме секако во опис на профилот. Што гледаше ти периодов помеѓу патување, работа и се друго? Колку стаса нешто да гледаш и што ти се допадна од серии? Последниве години, на вистина сум длабоко навлезен на британски, велшки, шкотски крими драми. И
и она што сега веќе се нарекува Dark Noir, уствари, категорија, и тука најчесто спаѓаат, да речеме, не знам, данските, норвешките, шведските, но повеќе норвешка и данска, моделот на кинематографија, особено кога станува збор за серии. Од сериите, за британските крими драми, тоа морам да ги истакнам, Вера ми е омилена. Вера се вика. Британска крими драма. 12 сезони има, по 3 епизоди годишно, во јануари излегуваат за празниците. Таман. Една епизода е околу час и 40 минути, буквално како филм. И Вера е една поприлично возрастна, зрела жена во пензија, која што е единствена детективка во тие области, али пейзажите кои што ги има, некако почнав да барам и во самите серии, кога не е нешто за да ми свири во позадина да дрдори, барам, веќе гледам и камера, и фотографија, и музика, и изборот, и костимографијата, и кастингот кој што е направен, веќе ми се многу значајни. И има една шкотска исто серија, исто крими драма, Шетланд, таа сега во моментов заврши баш пред малку 9-тата сезона. Не за ја изгледав, бидејќи ја открив пред 2-3 месеци, па ги изгледав сите 8 сезони, таа има по 6 епизоди. Тоа што го има поставено британската, англиската литература за крими драма, ниту една друга кинематографија не може да го направи. Затоа што се обидувале многу и во Холивуд и американците многу се обидувале да направат такви тригери да има внатре, на тој начин да ве држат цело време под пресија додека гледате, а уствари тоа многу суптилно. Значи не е да добијам срцев удар додека гледам како кај американската кинематографија, не. Овде е се тоа суптилно, немате, не знам, убавици, немате не знам какви пресекси, презгодни глумци и глумици, нормални луѓе со нормален изглед, со неисчешлани коси, со несредени заби, со нормални тела, значи кои што изгледаат како луѓе буквално од секојдневието и кои што не ветераат дека треба да достигнете одредени стандарди. За празниците многу често ми се случува да ја прегледам повторно и повторно да ја гледам Vicious. Тоа е серија од 2 и мислам дека имаше уште една пократка верзија на 3-тата сезона како бонус сезона 3. Vicious е со Иан Маккелен и Дерек Джекоби, со 5 возрастни глумци и еден млад. Тоа што можам да го кажам е дека станува збор за двајца мажи кои што живеат заедно и за нивните родители. Тие се, пазете сега, јас изборувам дека глумците и ликовите во серијата имаат над 70. Нивните мајки во случајот се живи имаат над 90. И за нивните мајки тие се цимери се уште. Инаку се пар. И приказните имаат една другарка исто близу 70 годишна, која што е поприлично, како да најдам соодветен израз, да не бидам сватен погрешно во јавноста, па да не реагира некој до телата за заштита од дискриминација. Соодветна леснотија во начинот на незиното уживање на сексуалниот чин. Покоректно не можеше. Бирам зборови во главата. Да се заведе во речник. Да се заведе. Да, и например хуморот внатре луѓе, тоа е неверојатен, бидејќи тоа се буквално театарски глумци, но кои што многу долго работат пред камера. И тоа е просто неверојатен хумор. И кратки епизоди се по 20 на минути, исто по 6 епизоди. Years and Years, исто како серија, не знам дали сте ја гледале, тоа е една сезона, 6 епизоди. Не. Years and Years, тоа е оние лимитирани серии, кои што се снимаат и тука завршуваат. Тоа е буквално представување на иднината, али преку еден многу прекрасен пристап, така што ете тоа препорачувам.
Да. Инаку сум голем фан на генерално на научна фантастика, кога станува збор за серии. Така што тука и особено апокалиптични сценарија. Значи Doomsday. На таа зборевме баш и во претходната епизода. Да, не само како име на серија, туку како веќе ги има како категорија. Да. Видов дека сега ги има како категорија. Да, и тоа е фасцинантно, значи не знам, Silo, Halo, еден тон кои што се врзани со пандемии, со чуда и како и пред да ни биде пандемијата. Да, многу откачане за овој период можеби е, малце се подвратиме, Back to the Future и Rick and Morty. Да. Еден период до толку бев значи со Rick and Morty, што имав обетки, имав торба, имав мајци, имав дуксери, ама последниот период не сум ги гледала. Ќе мора само малку режијата да ја прашаме на локалот да им ги предаде клучевите. Продадени се клучевите. Продолжуваме. Повели. Благодарам. По рекламите. И серија што заборавив, вака со луѓе кога сум ја разговарал, не ми ја споменувале дека ја гледаат, Shameless. Shameless сум ја гледала. Имате британска верзија и американска верзија. Британската е 3 сезони, бидејќи оригинално е британска, американската е 8 сезони. Значи тоа е, мислам дека ми е една во топ 5 фаворити серии кои што ги имам гледано. Исклучително тешка серија. Значи просто неверојатно. Но тоа е она што треба да го знаете за просечниот американски граѓанин и начинот на живеење. Иако ова оди до екстреми долу, нема хепи енд. Значи едноставно нема хепи енд серијата. И серијата топло ја препорачувам за оние кои што имаат нерви да ја гледаат и кои што не сакаат да седат и да уживаат гледајќи серија опуштено, туку баш Со чајчето, но одличен чорапчиња. Одличен кастинг, неверојатно. Дури и еден од глумците кои што се прослави поради таа серија, сега игра во серија која што е многу високо рангирана по квалитет, The Bear. Да. Главниот готвачот во The Bear, уствари, е дел од екипата на Shameless. Неверојатно. И The Bear да ја гледат. Ние сега дома ја гледаме пак Шерлок, која сме веќе нели Шерлок што со Бенедикт Камбербеч. Да, британците. И онака нели на секое наредно кога ја гледаш се воодушевуваш не само за сценариото, ни за тоа како глумат глумците во секоја нова приказна и нова епизода, туку како е тоа снимено, како е тоа монтирано, на какви детали се има работено до тој степен да се перфекција, што мислам дека на секое гледање откриваш нешто друго и си викаш, добро, како ви текна да го направите волку добро. Таква слична креатива и мислам дека на BBC тоа е едно од најдобрите работи што ги имаат направено. Таква слична креатива и сличен пристап на обработка и Three Body Problems. Да. Од нешто што епте ново, тоа беше годинава излезе. Пред или лани. Не памтам. Така, ама нова серија. Значи, јас сум джанкер за серии. Значи, тоа е просто јас имам календар онлайн. Да те подсетува? Не. Календар во кој ден кога ми излегува која епизода од која серија, кога е премиера и слично. И сега ќе отворам. Значи само Енџи била бубалица. Она е потајна. Она е дигитална. Јас сум од оние што викаат кога ќе прашаат учиш. Леле ништо не учиш. Да, ништо време. Стотка поени. Така правиш Вака одиш и сакаш да ги зашамариш. Не, добро, не си правил. Не бе фото. Ама сега во моментов така се почувствував. Само да ти кажам, апликацијата, не знам од која причина, брои колку време си поминал во животот на гледање серија откако би ги ставил сите. Јас имам во моментов 37 години и кој сме 12 месец, да, и 7 месеци. Во мојот живот сум потрошил вкупно, ова е пресметано по време траење на епизода, досега 1 година, 6 месеци, 7 дена и 5 часа гледајќи ТВ серии.
Од кога имаш апликацијата? Ставив ја и воведе претходно. дата од претходно? Ставив Сев, ја. не уживајте. Сега до душа шпанските не успеав да ги ставам сите. Ги нема у систем. Ги има дел. Ги има? Ги има Ласос де Амор, например, ги има оние сестрине трине вака што беа Марија Вова, Мариона. Тие како ме гледа го. Научи ли шпански, каже за Да. другото? Да, Да. само јас не научив, не гледав. Мене ми Вие е многу за жал Зона за- Замфирова ќе ми се смеете. А ти што научи Кумановско врањански во Зона Замфирова? А тоа малце ли е? Па не е малце, тоа е посебен јазик, морам да признавам. Да не звучам како премиерот со Петричкиот, поранешниот премиер. Значи, просто е неверојатно колку ми е жал за денешните генерации кои што растат со турските серии, а кои што имаат насинхронизација. Супер е за глумците. Има работа и се е тоа окей, ама ќе научиа турски денешните деца, како што јас научив шпански. Значи, буквално ќе научиа турски. Јас додека растев, леле како звучи. Да видиш како ми е мене. А немаш ни близу 40. Да. Добра, ајде додека бев основно, тој период некако беше многу актуелно Каси Ангелес. Ете ти. И тоа. Значи, со собирање албуми, Rebel со the Way. сликичките, со кореографиите учење, собирање пред зграда да ги учиме кореографиите, за кога ќе се емитува одредена епизода со таа и таа песна, ние дома да си ја играм истата. Тоа е процес. Признај дека не очекуваше дека ваму ќе ти замине муабетот. Не, ние тука не гледаме ромком, нешто почна. Ама, Почна, Од ние само длабокото на почнавме. опера и балет одиме. Виенска Ама види, филхармонија, бал. овде имаш балет. Имаш длабина тука, такви слоеви. се е Која тука. ви беше симпатија кој ви беше симпатија од И сега веќе не ми Вие. тикнува Ја, виш, да не како бам се да вика работи. имиња тоа скарана. Јас само знам дека во секоја шпанска серија на крајот тетката му беше мајка на главниот глумец. имаше свадба? Имаше такви И работи, обавезно да. некоја слепа прогледуваше. И па сега да не се лажеме, се стварно беше таа актуелно, мислам, тој период. Тогаш мислам дека немаше баш турски серии. Да, се Немаше, беше од удрено после на... почнаа со Шекерезада. Вау. Каков троубек. Добро, да. Јас сум Па уште тогаш едно запрепастен. време бабите кои сакаа комплимент да ми дадат ми вика на Шекерезада дека личам. Вие замислете тоа каков комплимент е во тоа време. Си била Добро види, горда. пред Шекерезада комплименти се делеа личиш како Касандра. Така што... Е, па тоа е. Од тој ранке. Да. Интересно. Јас сакам за серии да зборам, ама отиде муабетот. Па серии се Да, изгоа. серии се серии. Жено, па ти Ретроспектива. знаеш ли дека во 90-тите, На минт мастиките. кога се емитуваше И хуба Касандра, надвор немаше пиле на улица. Значи, како што беше полицискиот час за време на пандемијата, така изгледаше кога се емитуваше нова епизода од Касандра. Ма види, секое време Така. така, секое време си носи по нешто. Е, сега, да, вака се навраќаме, затоа Тоа што тоа време време ни ја било имаше Цветанка најактуелно. Ласкова и таа ја донесе Касандра и таа ги вметна сите серии кај нас. Но ти кажувам, празно на улица. Празно, ти да сакаш, ако не ја гледаш, Као за отпишаните таму во Југославија. луѓе. Значи, тоа беше неверојатно. Морничаво беше на улица. Сите дома седат и гледат Касандра, од најмладо до најстаро. Узми си пуцке. Пуцке. Да, Па зо не. не можеш да ги вратиш, па ќе чекаш реприза. Да, или на касета ги снимавме на ВХС. Има убавина и у тоа да можеш да почекаш Што, нешто во да мотањето на искочи. касетата? Не во девојче, мотањето на касетата, да чекаш да излезе епизода, да не е се next, малце да те копкаш што ќе се Не, тоа случи. се согласувам. И затоа, например, ми се допаѓаат британските кинематографи, бидејќи се уште не завлегуваат во таа форма на објавување одеднаш сите епизоди, како што е ова модерното сега, туку си објавуваат епизода за епизода за епизода. Да, неделно како. Да, неделно или на 2 недели, зависи како им е распоредот. Мене, например, да, супер, ќе ја изгледам јас цела серија, ама зошто? Еве, например, 100 години самотија излезе минатата недела, Јас ја чекам таа за излезе на празниците да си Netflix ја чекам. минатата недела и цела излезе. Зошто? Например, Dune Prophecy на HBO, пророштвото на Дина, значи, сега е во ек, излегува епизода за епизода неделно, затоа што таа серија, вие и да сакате да седнете да ја гледате соред од прва до последна одеднаш или binge watching да правите,
Нема шанси. Па исто и со 100 Јас години една самотија шанса Да. нема тоа да го гледаш Една 3 епизода епизоди изгледав една по и една. вака седам последна епизода и викам, чекај, кој, каде, генетско стебло, Тоа од ко каде, на книгата кого? си ги запишуваш Да. ликовите додека ја читаш, Добро, не, зашто ги ама да. заборавиш. Па јас ги Ти запишував. ги запишуваш? Не, јас уште се обидувам да ги Не, запаметам. јас од Маркес ништо не можам да запамтам од толку ликови, јас си ги запишував. Добро, не, да, за има за многу, Маркес, Добро, да. сега многу зависи. ликови Да, има. тоа се согласувам. Од серииве кога сме кај крими драмите, бидејќи и јас сум човек што многу сака да гледа крими серии, трилери и како и да е жанрот го кажа. Има една интересна серија, има 2 сезони, се вика Based on the True Story, што ствари ги опишува луѓето као нас, што гледаат многу крими серии, ама во на крајно што ја прават американците, односно кога се обседнуваат со нешто, па купуваат нели како се ај сега ти како се вика мерч на македонски, како може да го преведеме, брендирано Да. нешто. Да. Нема македонски, ајде. Не, мора да има, само треба да Мерче, ама описно да се повеќе брендирани работи е тоа. брендирани работи Да. од сериите, да. Да. И приказната е уствари за маж и жена што се обседнати со крими подкасти, бидејќи кај нив нели не секој се обидува крими подкаст да направи, бидејќи од тоа се прават многу пари, нели се е за парите таму барем. И одат до таму што стануваат пријатели со серијски убиец, за да може да му прават интервју на серијскиот убиец и да се стрима тоа за да станат и они познати и богати. Искрено, овде само ќе дадам коментар. Јас веќе имам сериозен, па ќе го наречам дури и проблем, со романтизирањето преку серии на серијски убици, на криминалци и слично. Тоа што се прави на Netflix особено во последните години со Джефри Дамел, со овие браќава Мелендес Наркос. сега, со, значи, тоа е Па и Наркос за и Павло Наркос Ескобар. исто, и ова, како се викаше, глумицата од Modern Family, исто из Софија Вергара, Вергара, нели има серија за Гриселда. Гризелда. Значи, романтизирањето на криминалци, на серијски убици, на луѓе кои што штетат на други луѓе, е сериозен проблем за масовното размислување и гледиште на луѓето кон таквите лица Така е. и нивната улога во општеството. Сега, ова е Не, малку затоа е посериозно. овој серијски интересен, затоа што баш го покажува тој абсурд, Да. до каде се луѓето спремни прво да Значи, направат све за слава. Немам што да сочувствувам со човек кој што е масовен убиец. Да, Не, и немам мене што да Таа сочувствувам. серија ја препорачувам баш Да поради ја видиме другата страна, да ја видиме нивната Што страна. има да ја Во видиме ред. другата страна? Ајде ќе ја видиме. Начинот на кој што се прикажува нивната страна е романтизиран. Особено за ликови овие сите што ги набра, што со луѓе што постоеле, што дали се сега починати, дали се уште живеат и на крајот на криштата тие серии и филмови ги гледаат и семејствата на жртвите на тие луѓе. Да. И сега ти дека Пабло Ескобар го прикажуваш као некој мангуп таму што Да. бил главен во Колумбија, е малце ван памет и неговиот син по интервјуа го кажува тоа дека не му се допаѓа што неговиот татко е покажан као и трпео наш, ги зезнал таму И без сите. разлика на тоа пак ќе бидат погледани, отколку на пример некои други како што претходно спомнавме или што е повеќе вклучено и од снимање Да, и како е сето тоа измонтирано и се средено отколку на пример Да, случајот се гледа успехот нивен е фасцинантен. Да, мине во оваа серија ми беше толку интересна што баш го покажува оној абсурд до каде се луѓето спремни да се опседнат со глупости и колку се ќе направат серијскиот убиец да им стане другар, за да тие на цена на тоа добијат некои пари или слава и е еден аспект што ова сети што го наброја баш прекрасно го опишува. Енджи? Да, а особено Netflix, извини Енджи, особено Netflix ги спомена, особено Netflix го прави тоа филувањето и давањето на херојство на луѓе што биле се само не херои. Штетата што настанува од начинот на кој што Netflix работи
ќе се покажува Допрва ќе ја гледаме. допрва и во следните генерации и години, затоа што ќе направи и прави штета. Да. Например, вие сетете се на Inventing Anna серијата. Значи, не знам дали сте ја гледале на Netflix. Да, документарниот. Inventing Anna, добро, повеќе беше и направен како серија. Значи, се е погрешно во таа серија. Се што прави Ана е погрешно. Ама беше глорифицирана како многу паметна, многу успешна, деме како ги зафркнала Го сите. зезнала системот. Го зезнала системот. Не глорифицираш, мислам, видете. Криминалец. За нас, доаѓајќи од држава како Македонија, со еден тон бегалци кои што биле на највисоки позиции политички во оваа држава од правда, ова што го зборувам е дури и смешно. И многу ани. Мислам, и многу ани. Мислам, кај нас најголеми звезди се политичарите, од кои што дел се дури сега веќе имаме и Се на Еразмус. да, на Еразмус, така, на размена. На размена. Кримиразмус. Кримиразмус може. Па и Ани, имаме и ние материјал за снимање на Inventing Да, Anna. имаме. Јас некако, извини. Болни се седат надвор и дома ја слушуваат казната. Јас некако повеќе сум за тоа сега без разлика нештото и проектот од која продукција доаѓа. Никогаш Ти се ако треба гребеш за дури работа. да... Не, сега само што сакам да речам се гребе за улога кај Netflix. Таа е другата страна. Да, она е другата страна. Е, Не мора така сега секој нешто што контра да изгледа. ви дадам сега. Ајде. Да не Не, бидеме не, како се шалам. експерти по анализи вечерни и емисии. Не, сакам да кажам дека некогаш мислам иако нормално тоа за индустријата, нели не е поволно ова сега што ќе го кажам, ама мислам дека некогаш дури треба да се направи пауза од нешто, отколку по секоја цена да се форсираат, Се затоа што согласувам. Да се снима само, особено после короната и штрајкот што го има. особено, затоа што мислам дека само така се не мора да значи дека тоа е 100% влијание, ама ајде да речеме 90%. Влијание на сето тоа што се случува. Мислам, еве ден денес ќе имаме војни на секаде ни светов и каде што стварно е доведено до прашање или еден човечки живот, мислам, дали паеки од регионов или понатаму. Така што големо влијание нормално и од секогаш, нели во најголемите војни во историјава секогаш имале филмовите, представите и како тоа нели ќе се прикажува нормално и дека сите знаеме дека и во најголема војна излагувале можеби едно од најдобрите филмови представи, но денеска мислам дека не по секоја цена треба да се форсира нешто. И еве малтене мислам цело време некако едно со друго како да е слично. И баш тоа и преска и го спомнавме, мислам, добро тоа беше Зодран Жар, ама еве сега да кажеме дека горе-доле пак тоа се приказните, само работава, барам јас така, мислам цело време како да се надпреварува кој полошо ќе го направи нештото и до која мера може тоа да отиде, а негативно да влијае. Јас пола серии не ги памтам последниве години, затоа што не биле веројатно добри доволно за да ги памтам. Не, можеби проблемот е Или многу гледаме. Проблемот е повеќе можеби и во хиперпродукцијата, а и хиперконсумеризмот. Затоа што јас сум гледал многу добри серии, али но ги имам заборавено затоа што не можам да запамтам од голема маса на информации, И на не се ликови. само серии. Да. На YouTube сто работи, подкасти, вести читаме, се правиме, не се само Да. сериските. Да, и тоа е фасцинантно. Искрено, например, тоа што сега веќе кога сме кај критикувањата на ваквите сервиси, тоа што например Disney како платформа го прави со Marvel и DC Comics е за мене чиста бласфемија. Значи, таквата, бидејќи јас сум многу голем и Marvel и DC Comics, не сум поделен во однос на тоа, не сум од Марвеловци или од другите, не. Едното и другото. Значи, нивното прикажување на ликовите, некои такви кринч, хехенца во тоа сериите на главните ликови на Марвел кои што направија за секого по една серија, мене ми е тоа блюц, морам да признаам. Значи, едноставно, прават хиперпродукција само чисто за да си го одржат тој Континуитет да има. континуитет од кој што го прават изминативе 20 години со почнувањето на Марвел филмовите. И кој
што патем сите ми се гледани, имам и таймлайн, не кое кога е излезено, туку кое кога треба да се гледа без Како разлика ти кога се е викаш излезено. апликацијата? Епизод календар, ама тоа е за сериите. А, за сериите. А листата добро. за филмовите и сериите заедно кое кога треба да се гледа, ќе ти ја дадам. Може. Па затоа е поинтересно, на пример, затоа и тоа го спомнав, мислам нормално дека нели препорачуваме. Ама подобро, на пример, некој проект кој ќе излезе, да видиме што е вложено, дали од технички аспекти или од они други, од нели актерите сами кои што го даваат, како е снимано, како е монтирано, каква музика се подготвувала, целиот тој пристап и начин да успееме ние да го видиме, кои истражување тие го направиле, за на некој начин, еве, на пример, како што спомнавме претходно, дека и одредени, на пример, филмови серии и кај нас као гледачи предизвикале ај на еден начин да кажам некое себе истражување, некое копање по некои лавиринти или што сепак ќе придонесат нешто кај тебе за некоја следна ситуација. Така што се мислам дека последниот период баш и нема нешто такво. Sky имаат многу добри серии, кои сме веќе кај британски Да. и останатите. Sky, Amazon Prime, мислам дека Amazon години Prime, тоа ве сакав да извада кажам. многу добри, а Disney и Apple TV јас веќе активно не ги гледам. Apple почна Знаат, не, многу сега се добро. вратија нешто пробуваат. Да, Apple имаат најдобра сериска продукција на научна фантастика. Значи во тоа Да. се неприкосновени. И друго не мора ни да пробуваат. Е, тоа сакав да кажам, затоа што другите... Еве, ние со нашиот стриминг сервис да им кажеме. Така е. Така Ке е. се бориме. Како удривме као ние пред кооперација, Да, да. знаеш? Јас само да имам стриминг сервис, знаеш Седи какви ме еден серии ден ќе власт да правам. ми дадат, има да ја решам државата. Исто беше ова, јас Тоа е, стриминг тој му сервис да имам. Јас. Па, Ама кој ме прашува мене? Да, ама мене, кој ме прашува? Да ме прашаат, ќе им кажам. Ама не побара Да. на совет? Amazon- Извинете, уште малку време имате Amazon како беше 2 Prime. минути. Неверојатно. Неверојатни серии. CBS, например, во делот на американскиот крими пристап, да речеме The Good Wife, не знам дали ја знаеш серијата. Да. Епа The Good Wife после премина во како беше продолжение, имаше спинов. Само сега не можам да се сетам на името на продолжението, а сега има спинов од спинофот Елзбет. Да, тој Да. го гледав една сезона помина, да. Сега е втората, во моментов се од една одвива. од адвокатките што се појавува таму, така Мгм, беше да, да. со црвената Елзбет кратка Пасиони, коса. Јас Да. толку многу гледаме, ама како име Така е. И паралелно сега се одвива и што јас бев запрепастен за изборот. Кети Бейтс, глумицата, добро. од Мизери, што доби Оскар за Мизери, да. Затоа ти си имаш ти список. Мгм. Полесно е. Кети Бейтс моментално исто на CBS игра во таква некоја лефтерна legal драма нешто, Метлок. Топло ја препорачувам. И таа ми излезе некаде во Пошто Кети препораки. Бейтс досега секогаш сме ја гледале во некои такви тешки улоги, мислам почнувајќи од Мизери наваму, али но и во American Horror Story во неколку сезони играше, во American Crime Story исто играше тешки улоги. Ова една така лабава лефтерна, а во суштина поприлично мачна серија, имајќи на ум дека таа се бори за да ја истера правдата за ќерка и која што починува од медикамент, од лекови на фармакоиндустријата, нели, Биг Фарма и останато. Така што А што мислите за музиката последниве години во филмовите и во сериите? Затоа што сум забележала во сериите последнава, особено година што излегува, дека на тоа бога ми имаат поработено и многу ми се свиѓа музиката скоро во сите сериски, особено во сериите на Amazon Prime. само во сериите на Amazon Prime и на Apple. Да, HBO, Disney и Netflix искрено во моментот не можам. Како да наликува? Дури не можам ни да се сетам на музики нивни да ми оставиле впечаток, но на Може би единствено The Umbrella Academy на Netflix одеше? да, ама Да, мислам дека одлична. таму. Епа и таму е музиката во последната сезона многу добра, ако ви текнува. Да.
И таа серија не знам дали ќе продолжи или ќе заврши, пошто последнава сезона некако глупаво заврши. Мислам дека заврши серијата. Па се збореш, не, дека зборува дека може ќе се снима уште една сезона, ама по со оглед на тоа како заврши, мислам дека е завршија и ако стварно е ова последната сезона, мене не ми се допаѓа после све претходно што беше најавувано онака со фанфари. Треба да излеземе на протест за ова. Да. Ај сега што рече, немој сега новогодишни журки, едно друго, народот нема време за такви работи. Umbrella Academy кога излезе, излезе паралелно и Doom Patrol. Кога излезе, пред пандемијата или после, не Doom се Patrol? сеќавам. Да. Паралелно излезе, ми се чини имаше Не, ама пауза не ми поради текнува штрајкот. дали беа пред, мислам дека пред Ама пандемијата, ич не се Doom сеќавам. Patrol. Фасцинантно. Значи, тој хумор, тој пристап не е за секого, воопшто, ама не ти е за еден карминот. Да, да. Не е за секого, ама е одлична серија. Исто заврши, таа серија заврши. Многу сакам серии што завршуваат. Јас Што има отпосле јасен ги крај. И да. И отпосле ги гледам, јас сич не можам да чекам, па сега завршила, па треба 2 години да поминат и така заборавам у претходната сезона што имала. И јас се ги чекам да завршат се. Се Па не можам после да ја ќе ги пофатам. гледам. Преска се жалеше дека порано било многу убаво, еднаш неделно се излегувале, не знам што, сега вели не можам да чекам. Па затоа викам дека било пубаво. Сега веќе кога имаш избор 6 сезони да изгледаш, ги гледаш 6 сезони и завршуваш и готово. Јас овај беше и аутокритика. Може до крај на епизода веќе се себе сменам. осврна. Да. На резолуции за новата година. Филмови, јас периодов не гледав нешто посебно, тој што го изгледав само зборува во претходната епизода, што од филмови гледавте вие периодов и што би предложиле нешто ново што е излезено. Епа, јас тука најверојатно нема нешто Може многу ли да... пред да продолжиш, да си го издувам носот? Зашто не можам веќе да дишам. Па што ме кажа ти порано не се мачи. Чекав момент. Да не ја убијам спонтаноста. А ова кога почна со епа, реков тука спонтаноста. Периодов, мислам дека повеќето сме обседнати со Дјун и сето тоа што се случува, така што уште од самиот почеток не знам, некако периодов, па добро, последниве неколку години, повеќе ме интересира и обрнува внимание на нештото како е снимано, од каде доаѓа сето тоа и нормално, нели актерската игра и сето тоа и како е режирано и се. А ова само накратко затоа што мислам дека се зборуваше претходно, не сум сигурна, мислам. Значи ти си имаше спремено, ти треба да знаеш. Јас морам да се подготвам Си каде гледала претходно што доаѓам. се зборувало, од каде да памти таа? Толку епизоди. Јас морам да истражам каде одам. Како да ти кажам, не можам Зато- така. Затоа и си викната. Чекај да најдам ја некој филм што ќе Да, пополни време ти барај таму, и јас тука нешто да Ти зборам. вади ситуација. Famous movies. И? Многу ми е подобро дека ги гледав во кино, да ги гледав дома. Она што е нели излезено и што може да се гледа во кино. Така што баш Што и мислиш тие за ефекти. Джокер? Ајде. Извини, За Джокер? извини да те прашам. Како гледаш филмови во кино кај нас? Ај, па добро, малку ми е ладно додека гледам. Не за ладното. Толку невоспитана публика, ова генерализирам, факт е, ама таква невоспитана публика, тоа е страшно. Ама чекај, имаш на пример проекции каде што па и двајца без Ке што тројца се. воспитани одат. И само така, тројца се раштркани Добро, низ така цела може. сала и Да не би трешко да кажеш. И што гледаше во кино? Па после ќе збориме за Джокер. за овие делови зборам, затоа што и веќе Мгм. излезе и што можеше за на истата тема јас сум си задржана. А за Джокер, извини. Джокер. Джокер некако гледам дека веќе поделени се мислењата. Граѓаните се поделени, мислам. Ама не, па стварно се поделени. Ајде, разби нешто, кажи.
Мене, јас нели на моменти многу често сум опак човек, така што мислам дека мене па многу ми е откачено, затоа што јас некако кога ги гледам и кога создавам, не знам, мислење, став за било што, гледам малце и од на друга на страна за Ги целиот жалиш процес. ти, демек Па за жалење се. не е за жалење сега, ама на пример го гледам и тој аспект, на пример и како дошло до нештото. Треба да се почитува и трудот на другиот. Дали се почитувани правата на актерите за време на снимањето, синдикатот како се произнел? Дали се зачленети? Како Така со е, дали шминката, платиш со членарина? костимот. Да. Мене тоа ми беше благи кринч. Малку. Само они се многу добри актери, ама сега си земале парите, тоа што им дале си сработиле, филмот не е нешто. Па пак ја тука би се навратила на тоа дека не секогаш треба само да се штанца. И сега знам дека тоа ќе се случи Имаше пропуст, ама очекувања еве... големи за Джокер од друга страна, нели? Да. Толку. Тука Тука да затвораме завршиме. ова поглавје. Да, филмови јас неам гледано, ти не си гледал исто во последно време, така? За жал, Тој го зборев што го гледав едниот толку. Кој? Толку ми е. Ли, за Елизабет Милер, фоторепортерката. за жал, јас да речеме ќе споделам, не знам дали сте го разговарале Барби. Не, ајде те молам, сподели го, ние се видовме, јас се враќав од Опенхаймер, а ти од Барби, дали се сеќаваш? Тоа беше најако. Јас бев облечена Значи- во розево инаку. Значи, најако. Таа на Опенхаймер, ние на Барби. Најако е што во даден момент, додека го гледавме Барби, од Опенхаймер делот на експлозијата проби ке слушаше? Барби. Може и требало онака и да проекцијата да се исклучи. Чекај, мене ме интересира што мислиш за Барби. И јас искрено ќе ти кажам дека филмот, ако не го гледаш на начинот на кој што е површно представен, во основа, на пример, мислам сега не дека треба да бараме некаква длабочина фасцинантна на Барби, ама актерската екипа која што беше собрана, кастингот е многу добро направен, за костимографија не правам муабет, за камера не правам муабет. Музика исто. За музика Да. исто не правам муабет. Начинот на кој што беше изведено сценариото, може би некаде при крајот ми се изгуби на пола сценариски, но родовиот аспект кој што го има Барби е на исклучително многу високо ниво. Затоа што Барби, наместо очекувањата да ги поттикне принцезичките на новото време, да сакаат да изгледаат како Барби, на новите генерации им прикажува сосема друга страна. А тоа е да, окей е да сакаш и да изгледаш како принцеза, ама треба и да се испотиш и да заработиш за да бидеш принцеза. И дека можеш и сама себе си да се третираш како принцеза, наспроти некој да треба да те третира така, или да те раководи, или да те менаџира. Што мислиш ти за Барби? Јас Јас не почињам, кенсел ке ми направат. Кој ќе ти направи кенсел? Граѓанството. што тебе ич не ти остави нешто вака? Не, мислам, буквално на пола филм убаво спомена, Си се отиде? губи Се целото губи, сценарио. идејата на Има сценариото некој се губи. онака, убав е израз од благи кринч, каде што една од, нели, од актерките, од улогите, станува, па тука има некој говор каде што ги охрабрува жените. Не, говорот е катастрофа, Знам тоа е што кринч, сакале да постигнат, ама веќе во 2024 е многу излишно, многу веќе видено. Можеби можеле да најдат друг начин како да ја пренесат пораката. Тоа ние сме жени, ние сме јаки, го има буквално у онака 50 настани низ градов само, низ Европа, во 100 филмови, за во оваа година, кога и пред 2 години, лани беше, можело малце поубаво сценарио да има. Убава е пораката главна, ама е многу се разводнува од пола натаму и завршува баш лошо онака, пошто на некои емоции се лови каде што кутрата стара жена седи на автобуска со Барби и кажува на Барби нема ти као мене да завршиш. Јас така си го сватив. Малце
е многу можеш да предвидиш што ќе се случи. Не, тоа не е Многу спорно. беше добар маркетингот, а дека толку беше добар филмот. Не, филмот не Не имаше беше добар добар. кастинг, само што беше лошо изреализиран. А каква е приказната вистинска за Барби? Може да направиш филм или ние да имавме да направиме. Да, ти нас да ни го дадеа да го направиме. Мислам Ама дека е кај ќе многу се разбереш мислам со дека е нив? многу поголема приказната на Барби од филмот што ни го направи. Барби од Скопје. И ние замисли. македонците да не задосневме, Југославија немаше да се растои. Да, И, ама пак покасно стигнавме. Генерално за тој филм коректен ми е. Само Од коректно. пофалба Коректен до е. критика на коректност. Добро, не, добро. тоа е мислам Затоа онака што резиме на ова ми сите е, што мислиме. Затоа што има некои работи така, например, што ми се плюс, има некои што ми се минус и генералниот впечаток ми е тој. Не е дека нешто падна во несвест. Очекував да не биде уствари нели како на првобитното нешто што сите го знаеме. Од друга страна, сега ќе зборам малце за општеството. накратко, Кажи немам кади, Не, не, кажи, слободно, да. извади не. Некако многу често, без разлика дали е наша продукција, странска продукција, било што, премногу се судиш да пред нештото да се види. Јас, например, на социјални мрежи видов лавина коментари за тоа каков е филмот Барби, пред уствари да дознаеш дека половини повеќе од тие луѓе воопшто и не ни го виделе. Не ни знаат за што станува збор, ниту прочитале, ниту пак не знам некој А ти интервју зачуден. нешто Значи, виделе. дека во прв пат. Па не, јас ама- сум малку- Јас сум малку кажа. зачуден од Не. тебе. Дека имаат експертиза за нешто што не знаат. Не, добро, тоа сме свесни дека и за, не знам, за едно обично шише и надвор што е, одма ќе се најде и теза и се. Ама сакам да кажам дека конкретно за ова збориме, затоа затоа се задржав. Така што, не знам, некако за тоа дека ни е во крвта да се суди пред нештото да се гледа, да. Ама еве на пример и додека чекав нели ја за да се влезе натре во салата да се гледа, слушаш коментари и слушаш дека луѓево, дел од луѓево просто имаат веќе слика како изгледа и си викам подобро нека не влезат, нека си одберат, не знам, некој друг филм. Така што мислам дека и креирање нели на ставови, на мислење и на се малце доаѓа пред нештото наместо обратно да биде. Плюс тука беше ситуација каде што истовремено се извадоа два исклучително многу маркетирани филма, Барби Да. и Опенхаймер. И во моментот ти имаш поделба, како ти и јас, например, кога се начекавме, ти излезе од Опенхаймер, јас од Барби. И ти имаш поделба. Овие што одат на Барби, тоа се е површно, тоа се е, не знам што, одма си категоризиран затоа што си бил на Барби, а овие што одат на Опенхаймер, ти е very deep. Длабоко тоа има една тежина. Па сега Нолан. на мислата. Ако заспале на полот е друго. нема везе што Битно од ги Нолан, видовме од кај освен скочија. Опенхаймер не виделе ништо друго. И болја да виделе нешто друго, а не Опенхаймер. Ако го тргнеме Силијан Марфи во приказната како актер во Опенхаймер, добро, можда сум и пристрасен од Пики Блайндерс за Да, него. ама мене не ми беше тој кузни. Сега веќе кога сме за тие два филма у исто време, имал Нолан и подобри денови. Каква хејтерка е ова? Исклучете од Па затоа е ставено тука. Затоа ме викна. Кажете си што си мислите, ама не сте управо. Wicked. Тоа е И од тогаш научи филмови што имаат толку добар Ето почни маркетинг. со лупање. Само, Слушаш? само што сакаше да изеде трици за Wicked и се сопре. Го гледаше? Не. Па не јади трици. Затоа сега кажам, филмови кои се во пикот на маркетинг и сите кога зборуваат за нив на социјални мрежи и по град, ќе ги почекам да сплатне еуфоријата и ќе си ги гледам за да не ми влијае никој на мислењето. На Опенхаймер беше во најпикот. Па поучена од Опенхаймер и Барби. Како на Black Friday. Бев А, јас и на поучена. Барби предходно, па и ове да го видам, затоа што ме понесе и мене. Јас сум на крајот на А на денот Wicked само кога ќе одиш? кога ќе прекинат рекламите за Wicked. Ма зошто? Кој е маркетинг, Знаеш колку например. сум тешка на убедување, затоа отидов на двата у еден ден да ги гледам. не Ариана трка. Гранде и Синтија Ериво? Не, нека прекинат. Затоа и овој не го гледав како се викаше. Што Жига? хејта многу за не бев јас, ама ја хејта многу. Леле. Не, сега ќе го видам, вие зборете си. Јас сакав за маркетингот да кажам, еве нешто вака да отворам како прашање.
Дали мислите дека например, леле извини, ти ја зима во Не, 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 така не, си не, не, скрова на не, јас телефон. морам да видам кога сме кај маркетинг нешто, Си да, скрова на зборувај телефон. ти. Да. Не е во кадар, зборувај. Дали реално сега добро, нели се тоа тргнува и од како сето тоа е промовирано и ова, ама во реалноста дали погледани се филмовите сепак што имаат поголем маркетинг или пак оние што се помалку застапени на пример со рекламирање и со сето тоа, ама на пример постои некоја мистика, не знам, па ете баш тоа копка кај гледачот за баш тоа што нема доволен маркетинг за тоа да го види. А сепак станува збор на пример и за добра екипа и за добри режисери, сценаристи. Јас мислам не. Тоа што е рекламирано многу дека се гледа повеќе. Ова е прашање или Или констатација? или Не, беше реторичко е. прашање. Да, дали е реторичко? Пошто се Затоа разбира што тоа што има- е маркетирано. Јас мислам дека сите паѓаме на реклами такви. Јас отидов и у кутијата на Барби се сликав и се. И јас исто. Се сликаше кај Па Барби? се Во сликав, па кутијата зашо на Барби. отидов? Исто и ја. И Не, во за- розово бев. Зар за џабе одев? Бело и розово. Не, па не очекува. Во животот со шорт не сум бил на кино. Кен беше, па Кен. Па Кен. Кен Барби нормално. секако не можам да бидам искрен. It End With Us. Што хейтаа сите оваа од Gossip Girl, дека уствари серискиот филмот е за жена што има претрпено семено насилство и она секаде се збореше за фустанчињата. Ете од желбата за премногу маркетинг да се направи за нешто и сега мислам дека онака е на граница на cancel, затоа што на повеќето интервјуа главнава глумица од Gossip Girl, не го Блейк, знам, како да, се Блейк, вика. да. Секаде се смееше и збореше за тоа какво е фустанчето Добро, со... не е прв пат. Да, ма Малце, ете, што некаде би се кога рекло се народски, форсира маркетинг да има колку... Неотесана е малце во изјавите. Јас Да. мислев дека е некоја така тралалајка филмот и после кога отидов да видам трейлер, кога викам зашто женава ја пуштаат онаква цела во цветна убава да збори за фустанчињата какви се кога филмот е за жртви на семено насилство. Така што нели за жал ете гледачи у Холивуд се водат по тоа и лош маркетинг е маркетинг. Не сме биле само ние. Вау, каква До сврте. мисла. Сега на маркетинг експерти за премина. Каква? Таа, например, да го правеше маркетингот за филмот, да видиш како поинаку ќе го направеше. Не. Се си замислив. Уикенд да го гледаш. Ке го гледам, нека помине фамата. Ке ми влијаете сите на мислењето дали да го сакам или не. Defying gravity. Мюзикал е така? Да, Па ти затоа форсираш. да. Ајде кажувајте од книги што сте читале Енджи Шосторе. Бидејќи Со Енджи е ранец најспремна, јас кратко ќе се изјаснам само во овој дел овде. И јас. Во моментот ги читам писмата и поемите од Микеланџело. Значи Микеланџело кој што е познат по скулптурата на Давид, по Систинската капела и се што е во незе насликано, најмалку е познат по тоа дека има над 500 поеми и писма за кои што до ден денес не може да им се утврди, иако Микеланџело е човекот кој што е најдокументиран со податоци, еве од Fun Facts with Огнен, со податоци за време на неговиот живот во времето на Ренесансата од сите уметници, дури и од денешните современи уметници, за него постојат најмногу податоци, објавени се дури 2 биографии за време на тоа додека е жив тој. Но се уште не може да се процени кон кого се пишувани писмата и поемите и на тоа сум фокусиран. А сега. каде може да се најдат, да се прочитаат, да се купат? На македонски не знам дали се преведени. Јас од Оксфорд, што е јас книги порачувам веќе од странство. Од имав една прекрасна Book Depository веб страница од каде што порачував и стигнува некогаш за 2 месеци, некогаш за 4, некогаш за 3 недели, зависи со нашите пошти, некогаш не. Ама Амазон ја купи Book Depository и ја затвори.
Да. И сега имам друга веб страница Better World Books нешто, од каде што проверив. Ама на интернет стигна- може да се најде. Да, Може од би у Лондон академска најчесто. куќа да се најде Може нешто. би, може Бидејќи би. они имаат Можно е. баш Од Оксфорд, ако има англиски- од издаваштвото на Оксфорд, може. Они се баш опремени. Да. И фасцинантно, бидејќи тоа е И аспект, не е да познат речем, фактов. Да, не тоа е е нешто што е аспект кој познат. што, да, ти одиш, да речеме, во галеријата на Академијата во Фиренца и одиш да го видиш Давид. Ама претходно има еден тон други работи кои што треба да ги погледнеш, а кои што се исто дела кои што го создале Микеланджело понатаму, особено поезијата и писмата. Поклони се, јас почни. да, еве сега да станам. Добре, па ајде тогаш јас малку ќе на кратко, затоа што вака цело време ми правите Па не, притисок. 20 Така книги што, донесоше, не, да две не е реченици накратко. сега и ќе Не, ние завршам. чувствуваме притисок гледајќи го купот од преска. Две реченици. Не, ама стварно ова ми се, инаку и тоа ти го кажав и пред да почнеме. Некако си вика мај затоа што ми спомна, ми вика као демек донеси за книгата што сакаш да зборуваш и викам па добро, ај на кратко ако не за ова да спомнам и демек ќе правам некои елиминации и на крај испадна ова. Јас некако периодов на македонска поезија се навратив. Така што не знам, од секогаш ми било така малце како ми отвара некои прашања, каде што порано, например, кога сум читала, едно сум гледала, што е нормално. Сега, последниот период, се задржав на нешто што потекнува од Доватло или пак од регионов. Така што Петра Андреевски ми е еден од омилените. Со тоа тогаш, каде што има многу добри, барем за мене, одлични песни. Исто така и Тунел. Тунел ми е баш супер роман, така што брзо се чита, баш во еден здив, така што кој сака може еве препорака. И исто така од наши писатели кои што еве се активни, само што најверојатно можеби не доволно и секогаш обрнуваме внимание најверојатно, затоа што секогаш не знам, значи тоа ми е мој генерален впечаток, дека како некогаш попримамливо да ни е тоа што доаѓа од надвор, отколку например од луѓе кои што ги гледаме например низ град творат работат. Замисли. Е. Не знам само како политичари не увезовме од надвор, извини. Да ни се попривлечни. Така што Бар тоа. No hate here, darlings. И? Александра Спасеска, Снежана Стојчевска ми се еве некои од авторките кои што последниот период читам книги од нив исто така. А во однос на тоа што се случува во регионов и некако од тука го издвојувам и Марчело. И кој што е познат нели по негови социјално ангажирани текстови. Го знаеме колку е активен или како еден од хип-хоп културата всушност. И најверојатно некои, барам според мене, значи нормално, некои текстови можеби му се толку успешни еве и книги, баш заради тоа што некако се занимава со тие јавни професии. Мислам, би водел и емисија во Србија исто така. Со години е на хип-хоп сцената. По критиката која што упатува, нели, од онаму каде што доаѓа и тоа што се случува. Така што еве кога беше и тука во последен пат во МКЦ во февруари, мислам дека беше. Така што на тојата последен концерт супер си поминав, баш онака ролеркостер од емоции се. Оваа книга што ја издвоив од него Малтер Его е книга која што е сава на тебе колички нема да ти се допадне, затоа што те остава Зошто? помеѓу. И никако не се знае крајот каков е, што е, дали ќе има, дали нема да има. Се шалам. Станува збор за насилство, но како што се зборува за насилство, исто така и се презира насилството. Се случува и едно телевизиско гостување, каде што по одреден период ќе се отвори прашањето кој е убил водителката. Доста бе, шо сакаш да ми кажеш, ја слушаш ли? Јас слушам. Не, јас само кажам за книгата. Како почна? Читај македонска поезија, кој ја убил водителката?
Па добро, секогаш така малце благо. Документирано е да знаеш. Ке бараме после докази, не е проблем. Добро. Така што, кога станува збор за тоа, за поместување на границите, што е имагинација, што е реалност и каде се случува сето дејство, може би ми беше интересно и баш затоа што нели има и ТВ интервју, каде што има незгодни или згодни прашања, па што се кажува, што не се кажува, што е зацкриено, така што тие некои мистериозни потези кои што ги пишува, ми се онака баш ми беа примамливи. Сега вака изгледа дека голема книгава, ама се чита. Од кој автор е? Марко Шилич или Марчело. Така е, да споменеме целото име кога ќе Така бара е. некој, ама ќе знаат од кој Ќе е. им биде Ќе познато. им биде јасно. Издание на Антолог е од тука кој Да. што читам. Да. Добро е, читаш уште оддалеку. Денеска си полн со dead jokes. Да, Така се денеска вика? сум пол со средновековие. Затоа и го читам Микеланджело. Јас веќе ајде од регионов кога сме кај автори, таа ми остана единствена непрочитана од Миодраг Мајич, што е судија во апелациониот суд во Белград. Некој ако сака да погледне нешто друго од него, може да го изгледа целото интервју кај Галеб на Агеласт, серискиот што е на HBO Деца на злото. И сега земав да ја читам Остров на пеликаните. Тој всушност во сите негови книги прераскажува нешто од неговото искуство како судија во Србија, и тоа е еден од судиите кои на таков еден систем не потклекнал, успел и покрај толку закани и по живот неколку, да зачува здрав разум и да не стане тој корумпиран, што е многу ретко за судството нели на Балканов општо земено. И книгава уствари е книга во која се зборува за случај на убиства на две дечиња. Понатаму не продолжувам зашто ја знам да раскажам се, па ќе треба да се кратиме, ама во секој случај е многу интересно затоа што во самата книга гледаш дека тоа го пишува некој што е упатен многу во професијата, во целото нели судство, а од друга страна е толку добро срочено и начинот на пишување е лесен за читање, нели имаме сите искуство од стручни лица кои ќе дојдат на интервју или на изјава, па мислат дека зборат пред фелата. Па авторов не мисли дека збори со адвокати и суди и може некој што нема Заправо никакви... таквото созерцание едноставно баш де јуре и де е факто. една рефлексија на духовната состојба на овој. Не треба да се преведува. Да. Мислам дека Со исто е во Антолог. Антолог имаат многу добри крими и романи. Ако имаш време за читање и ти се чита Јас нешто... не сум по крими романите. Не си, да. Ама имаат Да. многу добри и преводот е за пофалба, што Да. е еден од најдобрите у Македонија од издавачкиве куки или мора да ги Исто спомнеме. тоа сакав сега или да кажам. Дека се целите многу нивни добри. едици и се што вадат мене ми е фасцинантно. Да, Антолог или веќе кога ги спомена за делот на книгите, тоа сватив зборувајќи слушајќи ве сега за крими книгите и некако сватив дека тоа никогаш не ме привлекувало. Повеќе го сакам тоа во серија отколку во книга. Паралелно освен писмата и поезијата на Микеланджело, ја читам и на работот Паметот од Мирослав Крлежа. Ја има на македонски и супер е преводот. Многу добро, мислам, толкување има. Значи не е превод, Добре. туку баш толкување. И читаш за времето во кое Мирослав Крлежа пишувал и творел во неговиот период и за тогаш излекува приказна, која што, како да читам денеска, само облеката е различна. Начинот на кој што ја пишува облеката тогаш, например Монокол, Годината само наспроти различно. Монокол имате, да, значи неверојатно. Вака читам и не ми се верува дека ние не сме поместени од мртва точка, социолошки гледано во смисла на односите меѓу нас. Па затоа можеби нели баш овие книги од вакви автори се читаат баш на брзини во еден здив, еве на пример А не, и ова што не е за војден здив. Добро, така И книгите ја што ги препорачувам не се за војден здив.
Исто и со Марчело, например, мислам, сето тоа стварно се забележува и во неговиве песни, затоа што има по некои настани, например, нормално од средината каде што доаѓа, кои што стварно се обележани во неговиве песни, така што некако и не знам, ме натера пак да се вратам на оваа книга и баш нели случувањава што беа во Нови Сад и секојдневните протести таму и сето тоа што се случува, а знам тој во кој правец цели, што прави, така што така некако периодов завршив на Марчело. Ние да привршуваме, а пред да Да имам работа. Да привршиме, да се заблагодарам на Илика, ето уште една книжара каде што може нешто за нова година подароци да купи кој сака, има убави пакетчиња, на Магда и на Трн каде што снимаме сега, на Трн во Госпроти Министерство за култура за поддршката од самиот старт. Се надевам дека до објавувањето на оваа епизода во Скопје ќе имаме вода. Да се надеваме дека кога ќе го слушаат овој подкаст ќе велат кога немавме вода. Види, кога немавме вода. Види, за тоа можам многу да зборувам за друга прилика. Да, ајде, добро Да. и. Привршуваме. Не се преедувајте за празниците, одморете кој колку може. Да нема вода. Да не биде само немаме вода во очите, леле, зашто го кажав ова? Ајде, терај, Јас ајде. сум со dead jokes? Јас? Девојче, се слушаш ли? Биди така, ајде, држи се, ајде. Ако се пролонгира проблемот со водата и кога го гледате овој подкаст се уште нема вода, прашајте Прилепчанец за совет да ви даде како да издржите без вода. Толку. Инџи, ти имаш нешто да... Завршна мисла, длабока. Многу Да длабоко кажеш беше ова. нешто. Молим те, игнорирај нас не постои, не? Кажи Се нешто убаво се паметно. Да, извади, не? Бидете така, бидете добри. Толку, Не ајде. мораше бидете така. Мене со бидете така. Страшно. Тоа е тоа, чао. Па од преска се одјавуваме.